Почитувани, имаме сериозен и основан сомнеж дека председателката на Советот на град Скопје, Љубица Јанчева, исполнувајќи ги директивите на градоначалникот Шилегов и нивната СДСМ, извршија спротивно на законот именување на над 100 членови на управни и надзорни одбори. Нашиот сомнеж за незаконското делување го темелиме на фактот што тие одбиваат транспарентност и објавување на биографиите на луѓето кои се назначени за членови на одборите. А од информации од медиумите веќе е познато дека меѓу лицата има партиски функционери на СДСМ, лица вработени во градот Скопје, владата и кабинетот на Зоран Заев, а се сомничи дека меѓу нив има и лица гонети за тешки кривични дела. Градот Скопје, Петар Шилегов и Љубица Јанчева не направија ниту единствен чекор да ги демантираат овие информации. Шилегов и Јанчева се ставаат над законот, протуркувајќи скандалозни предлози. Имено, Законот за управни и надзорни одбори пропишува дека секое именувано лице мора да има најмалку 3-годишно работно искуство од областа, да не е осудуван и да има меѓународно признат сертификат за познавање на странски јазик. Сега нам ни останува дилемата колку од овие 100 лица ги исполнуваат на вистина овие услови. Почитувани, законите мора да важат за сите, а неспособноста треба да се искорени. Шилегов, градоначалникот на град Скопје, ветуваше професионализација на институциите, а добивме целосно партиски институции неефикасни во своето делување. Ова е прв пат досега градот Скопје да назначи членови на одбори без да биде објавена нивната биографија. Ова е преседан кој мора да се расчисти. Советничкото мнозинство на СДСМ безпоговорно го верификуваше овој скандал, гласајќи ги овие членови. И денеска, почитувани, наместо да се закаже седница на која ќе се дискутира за овој скандал, се ставаат точки на дневниот ред кои се надвор од статутот и никако не можат да бидат вонредни, а се на дневен ред само затоа што не се изгласа на минатата седница, поради тоа што СДСМ не можеше да си обезбеди мнозинство. Ова представува поигрување со демократијата.